дојде повторно за Жарко Димовски во Магична сцена. Викам повторно затоа што минатата недела одеше емисијата за твојот пат до успехот, да речеме на некој начин. Иако успехот кај тебе сум сигурен дека секоја година ќе биде се поголем и поголем, затоа што како што си тргнат, не знам дали воопшто ќе има граница за она што се го работиш. Одличен и на сцената, одличен и на новата љубов, музиката, која што датираше уште од детството, но конечно ти се исполни професионално со настапот на Макфест и со понатамошното снимање на нови мелодии кои што ќе ги снимам, кои ќе ги слушаме и до конечно појавување на албумот, можеби оваа година, ако не оваа година, можеби наскоро. Но исто така издаде и поезија, збирка на поезија, за која што бев зачуден и јас затоа што не те знаев дека и тоа те привлекува и дека таму можеш да се пронаоѓаш. Напоредно се одеа и представите кои што тече во театарот комедија и на крај излезе на минатата година декември Клетвата на Скотие во режија на Синиша Евтимов, каде што ако веќе станува збор за Синиша Евтимов, тогаш се подразбира дека тоа ќе е убава представа и сигурно во 99% од луѓето кои што ја гледаа представата беа сигурни дека тоа ќе биде хит како што биле и претходните негови представи. Јас тврдам дека таа е хит. Не знам дали вие воопшто имате такво чувство да што се одржаа две представи, но времето оваа година ќе си го покаже, затоа што таа представа има толку добри актерски остварувања на сите од вас поединечно што сте во таа представа, што можам да кажам дека ќе се игра и ќе се памтат вашите ликови уште долго години. Добро им дојде Жарко повторно во Магична сцена. Добро ве најдов повторно, значи пред да го продолжам муабетот, морам да кажам дека во таа представа мој омилен лик е ликот на Шила прави што сака, креацијата на Илија Илиовски и исто така еден од моите омилени глумци. Еден од моите омилени другари, еден од моите омилени колеги, човек кој што знае што мислам за него и знам што мисли за мене и се надевам дека еве го тука се појави. Тука или се појави. Како си? Добро. Ева нешто има здраво како се. Добре? Ева да видам што има. Иле ти си му омилен актер на Жарко, знаеш? Да, знам. Сега имам малце трема за тоа што милениот мој глумец е тука. Човек со кој што дојде да студира со мене после мојата прва завршена година, тој веќе беше во друга класа, но падна година. Понављач и беше заедно со мене. Ама добро го совладел материјалот подобро. Да. И од кога Иле се појави во мојот живот, мојот алтер его, да, работите станаа многу поинтересни. Морам да признам. Едно време бевме и цимери, јас бев кај него дома, па неговите ме посинија и така натаму и тоа. Јас го видов потенцијалот кај Жаре и има многу вложено во него, да. И ето се исплати на крај. Има многу вложено во мене. Последно инвестираше во мене, пресадивме коса заедно. Мислам заедно. Беше со мене, ми правеше друштво додека Од неговата коса ти пресади. Од неговата коса, така да и талентот некако ми дојде. Кој ти е омилен лик од твоите што се ги игра? Кој треба да ми ајде кажи? Не знам, јас сакам да кажам. Ајде. Мене е омилен твој од Крал Иби, дефинитивно. Да, Капетан Бордир, тоа е во представата во Велес. Да, тоа е представата во Велес. Жаре нема кај не е феноменален. Исто така со Иле имавме фантастична соработка во представата Мечка што спомнав преска на Димче Николовски. Јас играв Мечката, Иле го играше слугата на како се викаше? Лука. Слугата Лука, да. И тоа беше фантастична изведба. Играш еден лик, знаеш како кога одиш во некоја стара напуштена куќа од пред 200 години, никој не влегол таму, знаеш? Има некој човек што не умира просто, ама 200 години бил заспан таму и вака го дигаш, го креваш вака и е блед мртвец и целе со прашина. Му правиш вака и тоа лета прашина, пајаци излегуваат. Така можеше. Не се ми раскажува како да ја немам гледано представата. Да, не, за тоа е за гледачите, да, забораваме дека се снимаме. Тоа е искуство Жара со камера, знаеш. Така да, тоа беше една многу интересна дружба. И последната што ни се случи, апропо да се вратам на муабетот, е Клетвата на Скотие. Тоа е представа на Синиша, која што работевме 2 години. И испадна тоа што испадна една фантастична представа. И омилена улога му е твојата. Да, Шила прави што сакам една од омилените улоги, затоа што навистина треба храброст. Прво треба да ти текне да го направиш тоа. Не немаше да ми текне, него му текна го направи тоа и тоа даде резултати. Еве го сега човекот ни е инвалид на 2 месеца, се оправа. Добар резултат. Фала Богу, ќе биде подобар, но ете тоа
Ќе видиме понатаму. Ќе пробаме јануари, февруар како ќе биде, ако не, од март Да. Шила со ноза гледаш. Е, пораснал Шила. Така да представата е супер. Не знам, тоа што го каже Иле, затоа што го слушав минатата емисија, ќе се надоврзам на тоа, навистина многу добар процес, интересен процес, сите ја создававме представата. Ние работевме според мотивите на Нил Сајмон, од Будалите се вика текстот, работевме според тоа, но сите дадовме свој придонес. Ете, јас пример го играм лик прилепчен, тргнав да играм еден министер, втор, трет, пет, испадна тоа што испадна како Кованица, ликот ми е базиран на поговорки народни наши, нешто што сум слушал низ Прилеп, Алан Форд е многу. Која ми е омилена? Љуби го ближниот свој, само пази да не те фатат. Така да, многу интересен хумор, high level хумор е и представата е еден таков шамар за ова што се случува сега, таква една огромна сатира и што еден колега рече пазете да не ви ја забранат представата. Зато прво треба сватат тие што ќе гледаат дека тоа е такво нешто, па после да има муавет. Или имате среќа нема да ви ја гледаат представата. А и да ја гледат нема да ја разберат, така што уживајте, ќе се играте долго. Имате муавет на шеја. Одиш, ајде, фала ти што Ајде, дојде. поздрав. Поздрав голем. Чао. Така да, тоа е муаветот. Навистина имаше интересни креации, многу сите беа добри на свој начин. Во представата имаме и нови луѓе кои што имале по една представа, две максимум во театар. Тоа е Виктор Арсов, тоа е Јаков Спасов. И така сите ликови се многу интересни на свој начин. Јаков пример игра еден интересен лик што е правен според ликот на Грут од Чувари на галаксијата. Тој Грут зборува само со еден збор, та мојам Грут, кај нас јас сум експерт, човекот зборува и ние сме си научиле наш експертски јазик и со тоа функционираме и дефилираме. Така да интересни се, сите ликови се на свој начин. Јас Јаков не го препознав од периката што ја носеше. Да, многу луѓе го кажа тоа кој е човекот. Исто така креацијата на Виктор Арсов е фантастична и сите рекоа за таа улога, за неговата, затоа што човекот е навистина направи една улога која што е супер. И ајде да не ја направеше после 2 години работа. Да. Не, навистина шала на страна, човекот е многу интересен како глумец и доправа ќе го гледаат во креациите. Имаме еден женски лик во представата, тоа е Ева Скендеровска. Евче Стандард си беше добра во представата. Кој друг некој што ми види, представата е поделена на влада и на љубовен дел од представата што си го викаме ние. Во основа е љубовна приказна за едно дистописко општество, но во тие делови од представата има еден состав на влада каде што има различни министри и тие министри што бевме внатре, тие сме епизодните улоги каде што секој еден министер, знаеш како различен прст на раката. Секој си има своја креација, свој сензибилитет, баш свој лик направен онака како што треба. До детал се сработени ликовите затоа што навистина 2 години работевме представата со паузи, се разбира, не секој ден 2 години. Да собериме активно, може да сме работеле ние и 4-5 месеци, но како да кажем, временски е многу и го мислиш тоа, ти тежи, ти работи цело време колку и да го заборавиш и затоа можам да кажам дека представата е веќе помалку хит, но ќе биде уште поголем хит кога ќе се прошири, кога ќе има изведби. Да не ги заборавам, мене ми се омилени ликови од Тони и од Столе, тоа се до совршен се направени и како што кажуваш, секој министер си има нешто да си каже. Кажи ми, имаше некој кој ти беше прототип како ќе се одвива твојот лик, затоа што многу наликува на некои ликови кои што јас ги познавам од животот во Прилепчани, кои што ги доловуваш на сценава. Не знам дали смееме тоа да го откриеме или не. Па не знам ја дали смееме да го откриеме, не би го откривале, да не го откриваме. Нека ја гледаат представата, па нека си заклучат. Да, кој сака нека си го пронајде ликот. Значи тоа беше генерално правено, ти викам, сите си имавме свој еден урнек, да речеме, еден пример на луѓе. Тоа тргна еден, па после земаш од друг, па од трет, па од светски ликови, па од македонски ликови, така некако се направи таа симбиоза, но ете остана зборувањето да биде на прилепски. Сите некако да имаат свој сензибилитет и Алан Форд, што е фантастично добро, тој со Синиша го заклучивме, многу добро звучи на прилепски. Значи, преводите на Алан Форд, оригиналните преводи, се ми се чини дека сега да не лупнам, ама преводот е подобар од оригиналот, така и прогласен. Значи, дали хрватските, дали црногорските, не се сеќам, се подобри од оригиналот, од италијанскиот напишан текст. Е така некако и ова, прилепскиот Алан Форд многу убаво зазвучи, значи тие некои изреки и поговорки се многу добри. Значи, кога ќе ги кажеш на прилепски, убаво звучат. Како што, например, ете една што би била во представа што ја кажувам, ако умриш на есен, за тебе нема зима. Знаеш, така да тие и со тие акцентски целости некако има флоу, има течение, самото говорење, така да убаво звучеше многу.
А и гласот ти е таму како билбил. Да, плюс тоа има фете и пеењето и таму пробавме да го имплементираме со тоа што таму сите го играат пеењето затоа што станува збор за едно ултра глупо општество, кога некој убаво ќе запее или убаво ќе каже работа или за љубовта нешто ќе се спомне, се случува крах. Значи убавото пеење не може да ослушна, тоа е грдо, тој грдо што пее убаво. Љубовта не постои, тој што не сака е мангуп и така натаму. Значи една одлика на се што се случува денес. Не кажавме за поезијата, како дојде инспирацијата, од каде и како сето тоа дојде да се реализира? Пишувам одамна, многу одамна пишувам, значи пред 14-15 години пишувам. Како дете нешто може да се чкрапав, не се сеќавам некои рими, но брат ми многу ме инспирираше, брат ми што е во Австралија, ние сме тројца браќа, еден Хрватска најстариот, средниот е Австралија, јас сум најмал, сум тука. Ја носам државата на плеќи. Да, знаеш како. И он беше исто многу талентиран човек, и црташе, и подпевнуваше, и пишуваше многу. И некако тоа негово пишување јас почнав да се инспирирам, знаеш. Сватив дека јас имам дел од тоа во мене и продолжив да пишувам. Цело време си пишував. Имаше периоди каде што во еден месец ќе напишам и 10 песни, имаше период 2-3 години каде што не пишувам, но сам да кажам дека во книгата има делови кои што датираат и од пред 13-14 години, а има и песни кои што се во поновиот период од пред 7-8 месеци. Така да пишувам многу и пишувам се уште, понатаму пишувам. Се надевам дека и за некоја година ќе има можда и второ дело, затоа што не сакам ниту со музиката, ниту со песните да бркам некаков си просек, ме разбираш, да правам само квантитета, да нема квалитет, затоа што сепак мене примарно ми е тука глумата, тоест не тука театарот, него глумата како глума, така да ќе продолжам јас да создавам и песни, и музика, и поезија, но полека, никој не ме брка, знаеш. Подобро јас викам да извадиш едно дело кое што ќе остане за години, отколку да извадиш 10 па сите да им помине фамата за 2-3 месеца, како што се случува така кај нас, поготово со македонската музика е катастрофално тоа што се случува. Сите вадат песни, се трудат, љубави песни, но тоа не поминува затоа што сме презатрупани од еден шунт моментален, така да не знам како да ти кажам. Така да сега што се однесува за глумата и за идните планови, имам некои соработки, остварувам и потпишав договор со меѓународна агенција за менаџерство, за светски проекти, за снимање зборувам. Така да сега би сакал малку да ме кликне и да ме допре Господ за тоа, малку околу снимањето, да се посветам на тоа, филмови, серии и така натаму. Затоа што за театар за моиве 32 години, затоа што слабо се играше, за 30 години имам околу 40 премиери, што е навистина на добра бројка. Така да малку со филм имам исто така, немам многу, ама имам доволно, знаеш, ама сакам некако паралелно да ги терам. Што вика Ал Пачино, јас би сакал да го цитирам. Вика, кога ќе те праша дали си театарски или филмски глумец, што би кажал ти? Тој вика, тоа е многу тешко навистина. Иако станува збор за глума, двете се различни, но би сакал вика да кажат за мене дека сум театарски глумец кој што многу често го вика за филм. Така да ја би сакал така некако да кажам после години. Здравје. Гледаш многу филмови? Многу гледам филмови, филмоман сум и серии многу гледам. И зависник сум да ти кажам. Еве сега бев 10 дена на одмор, на скијање и денот обавезно ми беше како bucket list to do дека морам да изгледам еден филм. Сакам да гледам. Тоа е уметноста, знаеш, кога некои луѓе викаат абе филмот ми е губење време. Тебе да, мама јас многу учам како треба, како не треба, знаеш, малку и режија, малку и монтаж, од се по нешто. Така да гледам многу. Омилен актер? Имам неколку, Ал Пачино секогаш ми беше еден од така по-добрите. Бред Пит исто по ново време го откривам и гледам по старите филмови, гледам дека не е човекот само како што го фура секс символ и икона, дека навистина го бива. Джереми Айронс, не знам, Том Харди од поновите ми е еден од подобрите и Илија Елиоски. Епа добро, меѓу петте светски Иле нема лоша позиција. Нема. Омилен филм? Не знам, не би можел сега да и пак кумовите ми се многу добри филмови. Скарфейс исто добар филм. Филмовите што добиваат Оскар си задоволен дека добиле? Па не баш сите, тоа е дискутабилно исто, тоа 2-3 емисии треба за тоа. Така да и серии многу гледам се, пошто нели тоа е нова болест на светот. Серии светски зборувам и навистина има добри серии и тоа многу го гледам. Има еден филм што сега скоро го прегледав уште еднаш со Лиам Нисон, филмот се вика Нон, и уште еден што е според книга правен и книгата ја читав и филмот го изгледав, Child 44, значи 44 деца е преводот фактички.
44-то дете и тоа е многу вистинска приказна, многу интересна за Втората светска војна што се случувало. By the way, Том Харди е една од главните улоги. Така да ете тоа сега во моментот што ми текна. А од пејачите? Дин Мартин ми е еден од помилените и тој ми е еден како пример, затоа што тоа е она што јас го правам и он Френк Синатра. Значи тоа се и глумци, и пејачи, и водители, тоа е едно, пак ќе кажем, едно вариете шоу на едно убаво време за кое што го поврзувам и со джентлменство, да го поврзувам и со кабарето, некако сите работи што ги правам ми се поврзуваат со тие имиња кои ќе ги спомнам, така да некако на тоа време би останал. Има и од модерниве сега, како не, ама ете сега прво ми кликна тоа кога ме праша. Се знае кои представи ќе бидат набрзо спремани во театар комедија? Моментално во театар комедија ништо не се знае. Ќе видиме, чекаме, неизвестно е се. Да. Добро, ајде ти посакувам многу убава година да имаш на сите полиња, затоа што ти си баш расплинет, но додека кај некои расплинувањето значи губење на квалитетот, кај тебе значи баш квантитетот да е подеднакво исто што и квалитетот. Затоа ти посакувам во секој поле да се реализираш што е можно подобро. Поезијата можеби да премини во проза, некогаш ако имаш повеќе време. Имам и прозни дела, да. Првата книга која сакам сега да издадам, пошто имам и на англиски, имам и на српски пишувано песни, имам доста и раскази. И сакав да направам книга која што ете, ќе ја крстам некако, знаеш, и ќе биде мулти нешто книга, и проза, и поезија, и шеги внатре, и различни јазици, но некако ме предомислија, демек прво извади ова, пак извадиш тоа, пак извадиш тоа. Така да не знам, може да следно ќе извадам едно вакво, едно микс дело. Од се по нешто да има, да. И може да и некоја анекдота внатре. Гледајте го, Жарко, на театар, нема да зажалите, тоа сигурно е некоја преубава представа со преубава улога направена. Фала ти, Жаре, што не беше дел од магична сцена и ти посакувам се најубаво да се случи. Фала ти, Јаце, секогаш сум тука кога ви треба нешто, вие сте секогаш тука за нас, така да ја продолжиме со работка и се гледаме за скоро, се надевам. Ќе се гушиме после Да. завршување на сцена. Добре дојде за Виктор Арсов, по прв пат во магична сцена. Добре ден дојде, Виктор. Добре ве најдов. Се снимаме по повод преубавата представа што излезе на крај од 2021 година во театар комедија. Тоа е Клетвата на Скотие, каде што за прв пат има скопската публика можност да се запознаат со квалитетот и убавината во изведбите на Виктор Арсов. Ти честитам за преубавата улога, честитам воопшто за премиерата и за преубавата представа. Се надам дека таа ќе е хит 2022 година и дека многу ќе се игра на овој театар комедија таа представа. Се надевам дека ќе се игра представата, затоа што на толку работа, на 3 пати ја правиме ради пандемијава, би било жалосно да не се игра и да не потрае што поголем број на луѓе да видат представата. Сме заслужиле, мислам дека тоа со работа, да дојдат луѓе да видат што сме работели. Бога ми сте заслужиле, тоа е толку убави улоги направени. И добро викаш, 2 години се работи представата и можеби заради тоа се улогите толку добро направени, затоа што таму има да речем нема некоја главна улога, можеби јата на себе да речеме како најглавна улога но сите останати малите улоги се толку доминантни така што нема одвојување на која е поглавна од другите улоги. Па да, се слагам со вас. Тоа е и заслуга нормално и на режисерот на Синиша Ефтимов, дека на сите да речам треба да ни се даде простор на сцена да покажеме што знаеме и што умееме и со тоа приказната да биде така од повеќе страни да офатиме, да биде што покомплетна, што пошарена, да види публиката за каков свет станува збор. Кога ќе дојде професорот, учителот, со што се како да кажам, се бори, со какви се пречки се бори во тој свет кога ќе пристигне да не образува. Да речем, во таа представа повеќето се
ликови кои што ги знам од театар комедија и кои што ги знаат публиката што доаѓа да ги гледа представата, познати актери. И најнаш доаѓа нов лик кој што едноставно минутажата која што ја има максимално искористува. А тоа си ти. Да, се потрудив тоа да биде така од една, да речам, мала улога, да направам нешто повеќе, да бидам нели забележан на сцена од страна од публиката. Како што вика колегата Атанас Атанасовски, вика нема голема и мала улога. Као секоја една улога е улога и зависи од актерот колку он ќе биде забележан, нели? Голем беше аплаузот после премиерата, кога излезе ти да се поклониш? Да, за сите беше голем аплаузот. Мислам дека вака впечатокот ми е дека им се допадна на публиката, генерално представата и сите од ликовите, затоа што беа секој еден посебно, сите беа сосема различни, а говоревме на еден заеднички јазик, не знам како да објаснам. Сите беа скроз различни ликови. Ни еден лик на друг не наликуваше, дури ни малце. Мислам дека не наликуваше, а сите зборевме на ист јазик. Тоа според мене, не знам, само работа и работа. Како мал да се вратиме на желбата твоја да се запишеш на факултет за драмски уметности беше уште од, не знам, основно од средно или при крај на средно се одлучи? Негде осомно и веројатно не ми текнува сега трето, четврто оделение, моите прочитале или некој им кажал дека има кастинг аудиција во како школа за таленти, кај Весна Петрушевска беби, ме ставаат у кола и ме носат, ја по пат викам не сакам луѓе ева да го правам, не сум ја тој човек, дајте да играм фудбал таму, кошарка, нешто си играм пред зграда, не сакам да го правам тоа, ама моите у кола ме ставија, мора да отидеш. И стигнавме таму, милион деца, кој кажува песни, кој игра монолог, кој сцена игра двајца подготвени, ја идење вака, ме облекуваат, ме дотера, ќе одиш на аудиција. Идење таму, ништо буквално се качив на сцена, име, презиме, нешто, дури не ми ни текно што тоаш Весна ме прашуваше и само и после кастингот им кажа на моите родители нека почекајте, треба да се видиме, да заврши аудицијата, треба да се видиме, као веројатно и се заинтересира за мене и така на некој начин почна мојата приказна, да речам желбата за да бидам глумец еден ден. После тоа се снимија, после 2-3 години работа со Весна, се снимија, ако не се лажам, 3 сезони имавме детска емисија што се викаше Baby Show. Идеше на Канал 5, да, мислам дека 3 сезони снимивме и практично од тој момент, тој е почетокот на мојата приказна и поврзаноста со театарот и љубовта кон оваа професија. Во класата со кого беше? Завршив кај професор Мими Таневска, дипломиравме 2015 година заедно со Тони Денковски, Горан Ников, Илија Волчевски, Ненат Анđелковиć, Стефан Вујисич, Димитрина Мицкоска, Талија Настова, Андреа Голуб, Симона Димковска. Со Тони беше заедно на сцената? Да. Тоа ни е желба со Тони уште од студентски денови, еден ден да бидеме заедно во некој ансамбл. Нормално како и другите колеги од класата, би сакале некојаш во животот да се споиме и да не сме во ист театар да играме една представа каде што сме сите заедно. Цела класа што бевме 10 луѓе на академија да бидеме заедно. Ако не е во ист театар, во иста представа да играме. Тоа би било онака, мислам дека на сите им беше желба. Бевме јасни околу тоа. Сите, уште од студентски денови. Кажи ми како те одбра Срđan? Како те одбра режисерот? Режисерот кога дојде да режира Синиша, дознавме дека нели по план и програма дека треба да режира Синиша, не собра да не види, ни даде да читаме текстовите, кој шо како шо ќе игра и веројатно и му се допаднало, така и влегов во подела кај Синиша. Така имаше претходно се познававте со Синиша, знаеше што си работел, како си работел? Не, Синиша претходно не ме познаваше, јас нормално дека знам кој е Синиша Евтимов нормално и многу представи од него сум гледал и желба еден ден нормално да играм, да работам со таков режисер. И за среќа некоја моја во животот влегов кај Синиша во процес. Тоа е, мислам дека почеток за мене еден што
ми значи многу и мислам дека ако продолжам со ваква енергија да работам, дека би стигнал некаде. Кога разбра Тони дека си примен, Тони Денковски? Тоа беше одлично, тоа беше славење, искрено сега. Меѓу нас вака тоа беше славење и по телефони искочивме после тоа и све. Тоа беше почеток, да речам, на остварување на нашиот сон, на нашата желба, да бидеме заедно. Кога ја изгледав представата, му се јавив на Тони и му кажувам, за тебе не знаев дека сте другари. Ептен. Да, не знаев и тој ми вика, многу ми е мило што ми го кажа, сега ќе му пренесам одмah затоа што се дружиме и многу сме блиски. Да, и приватно ептен блиски. Како и на сцена, така и во приватноста. Ми се јави веднаш што не ми кажа. Вика, се јави човеков, вика, сака да те запознае, вика, верувам дека ќе ти се јави, ќе се видите, вика, ептен задоволен, вика, од тоа што го видел од тебе, вика, ќе ти се јави, вика, претпоставам, вика, сигурно ќе ти се јави, вика, и ќе си направите мовет, ќе ти каже он све што треба да ти каже. Добро, викам, готово. Претходно те пофалија и сите други колеги кои што сте заедно, и со Жарко Димовски правев интервју каде што те посочи дека ликот му е многу убав од она што си го направил ти. Па на повеќе од колеги ми беше доста смешно и на проби не можевме да издржиме, а да не се смееме. Дури мислам дека до генерална проба се смеевме на повеќето од сцените, кај што треба да бидеме мртви сериозни за нели тоа на вас да ви биде смешно на публиката. Тоа беше борба, мислам дека до последно да не се смееме и на премиерата успеавме да не се смееме. Ќе видиме понатаму, ќе видиме. Ќе е потешко, ама Ќе пробаме, што е до нас, ќе пробаме да издржиме. како го градеше ликот, како го направи? Тој искочи од еден колега од факултетот, Ненад Анđелковиќ, случка со негова професорка у средно, жена 60 на години, малце веројатно не била со сите, да речам. Таа репликата не знам е уствари од професорка на колега мој. И од тоа почна све, после тоа нели нормално се надоградува, тоа беше, да речам, јадро на ликот. Една реплика, не знам. После тоа све градираш. Нормално и по старите колеги да им се завлагодарам јавно на сите што учествуваа во процесот, на Синиша Ефтимов. Мислам дека без тимска работа никој од нас нема да успее да биде толку добар колку што сме ние, да речам, во самата представа. Со Жарко кога разговарав, кажа дека по спортот сте двајцата многу. Да, ја више 8 години, мислам дека така, 7-8 години вежбам кросфит, сега брзо го навлеков и Жаре да дојде. Си го примивме таму како да вежба со нас 10 години. Мислам дека е многу важно за еден млад актер, да речам и за повозрастните, физички да сме активни, затоа што тоа ќе се види и на сцената додека играме. Помали се шансите да се повредиме, подвижни сме, повеќе можеме да работиме со телото, што мислам дека како глумци, како актери, треба многу важен дел е телото. Телото некогаш повеќе кажува од она што ние со говорен апарат можеме да го кажеме. И мислам дека е многу важен момент да сме физички спремни, а нормално и во добро здравје. Ако вежбаме повеќе, ќе бидеме и поздрави, нормално, поиздржливи на све. И што и да ни се случи, мислам дека полесно примаме и повреда и дразби од било што, ако сме физички активни. Мене, например, лично тоа ми е како терапија, да кажем. Во текот на денот, ако не извежбам, не се чувствувам баш добро, искрено. Колку сати вежбаш? Од саат до 2, зависност од нели денот и енергија, колку сме јадени, колку сме спиени, но мислам дека нема лош тренинг. Буквално и да отидеш и ништо да не правиш, времето таму ќе си го направи своето, исто како подобро е отколку воопшто да не отидеш на вежбање. Според мене е тоа. Мислам дека е најправилно. Што правеше дента пред премиерата и дента за време на премиерата? Можам да ви кажам 10 дена пред премиерата што ми се случуваше. Значи, не спиење, не јадење, трема, нервоза, не разговарав со родителите, со девојками, не сакав ни внуками да видам. Буквално целото време сакав да си биде само за мене, затоа што бев под преголем стрес. Искрено, јас сум, како да кажам, почетник во ова што го правиме, иако пред многу години сум дипломиран и мислам дека не искуството си го прави своето. Ми требаше време да се соберам на некој начин за да можам да издржам на премиера, затоа што паралелно работевме дупли проби, секој ден по 2 пати доаѓавме тука
и беше и физички и психички за мене, а верувам и за останатите колеги дека беше стресно, искрено. А дента пред премиерата и премиерата не ни памтам што правев, искрено. Искрено не знам. Кафиња пиев само и цигари, толку. Кафиња и цигари, толку. Ни јадење, ни ништо. Кога се ослободи после премиерата одма или? Изигравме пред премиера, наредниот ден имавме уште една изведба, па имавме пауза. После првата реприза, јас пиевам. Да, одмори. Буквално наредниот ден, мислам дека беше тоа понеделник, и изигравме првата реприза, вторникот мислам дека цел ден спие. Цел ден. Затоа што се ослободив некако од стрес, ми падна цел товар од мене, вака го изфрли, буквално. И сега кога заврши сето тоа, што се твоите очекувања, како ќе види понатаму 2022 нова година, нови успеси, можеби ќе има уште поголеми? Се надевам пред се дека представата што почесто ќе играме, клетвата на Скопје, и се надевам дека ќе влезам и во некои други проекти во театар комедија, да можам да работам, сакам да работам. Млад сум и сега можам. Би сакал тука да го проложиш својот професионален стаж, така? Дефинитивно да, затоа што пред се колегите, да речам сме на некоја си плюс-минус генерација, тоа е според мене многу важно затоа што се разбираме едни со други, што сакаме и што сакаме да кажеме. Вкусовите и ставовите што ги имаме за све она што се случува околу нас, мислам дека ни се тука негде и би сакал да работам во овој театар. Би сакал затоа што доста од колегите што се постари од мене и поискусни и од претходно приватно ги познавам, и едноставно мислам дека тука ми е местото во овој момент, во овој, да речам, почеток на кариера, мислам дека сум за тука. Ја барем така лично се осеќам. Жанровски си определен. Тука сакам и комедии сакам да работам. Да, би сакал, убаво е. Мачно е, но убаво. Затоа што е најмачно нели да насмеете. Обично мислат дека е лесово комедијата, затоа Мислам луѓето. дека е многу покомплицирано тоа како изгледа на сцена која публиката гледа. Дека позадината е уствари тежок процес, нормално. Не викам дека за другите жанрови е дека лесно тоа кој стигне може да го прави, но мислам дека овде се троши малце повеќе енергија, според мене, искрено. Не знам сега дали е тоа вистина или не, јас едноставно така се чувствувам во врска со овој жанр. Да ти посакам многу убава година, ова што ќе следи 2022, да се надеваме дека ќе бидеш уште во некоја подела, па да може некоја мал или голем лик да излезе нешто многу убаво. Ти посакувам и вработување. И ете тоа што сакаш да се случи во театар комедија, нека биде театар комедија. И се да се тече како што треба. Младоста си носи своји предизвици, своји позитивни и негативни страни. Значи треба да се искористи максимално. Се надам дека нема да е последно снимање, туку ќе е едно од првите кои што ќе следат сите останати, да. Снимање долг живот, среќен, и тоа е тоа што сакам да ти посакам сега во моментов, а она што ти посакувам професионално, што побрзо да те гледам во некоја друга представа. Благодарам многу и како што рековте, се надевам ова не ни е последна дружба. Нема да е сигурно. Да, ви благодарам. Гледајте клетвата на Скопје во театар комедија. Тешко ќе е да се најдат карти, но бидете поупорни. Ќе уживате во представата. Ќе најдеме карти, Да. само вие посакајте. Ако не, ќе се обратите кај помладите, тие ќе среда за карти. Фала многу што не следевте и ова недела. Се гледаме повторно едната недела со некој нов гостин. Пријатно.